Видовте и самите бевте сведоци, денешното рочиште за настаните од општина Центар се одложи. Ние како обвинети сакаме да истакнеме во јавноста дека кај нас постои сомнение дека и овој случај на специјалното јавно обвинителство е инфициран од предметот рекет. Зошто го велам тоа? Доколку проверите на Facebook, ќе најдете оваа слика, каде што тогашниот градоначалник на општина Центар, господинот Андреј Жерновски, е фотографиран на средба со еден од обвинетите од осомничените во случајот рекет, еден од помошниците на господијата Катица Јанева, господинот Бојан Јовановски. Доколку се провери на Меѓународниот сојуз на веб страната, ќе прочитате дека општина Центар одвоила 1 милион денари средства со цел да финансира проекти на господинот Бојан Јовановски во Меѓународниот сојуз. Како обвинети имаме основано сомнение дека случајот рекет го зафаќа и нашиот предмет. Поради тоа прашуваме дали господинот Жерновски како градоначалник на општина Центар ги има дадено овие 1 милион денари на проекти на Меѓународниот сојуз за да се процесуира кривичната пријава против нас преку специјалното јавно обвинителство. Сакам да потенцирам дека на почетокот на случајот била поднесена прекршочна пријава од страна на господинот Андреј Жерновски за овој случај, за потоа на негово барање преку специјалното јавно обвинителство биде отворен кривичен предмет против нас. Сите овие случувања што се случуваат поврзани со специјалното јавно обвинителство се уште еден доказ дека предметите кои ги води се против одбрани луѓе, против луѓе кои беа етаблирани во тоа време во партијата која денес е во опозиција, и ова специјално јавно обвинителство не спроведуваше правда, туку ова специјално јавно обвинителство спроведуваше селективна правда. Поради тоа бараме основното јавно обвинителство кое го води случајот рекет да ги земе предвид овие наши кажувања и да испита дали постои поврзаност со случувањата што се денес со овој предмет, предметот за насилството во општина Центар, и со донацијата која е дадена од општина Центар во време кога Андреј Жерновски е градоначалник на општината, а гледаме дека заедно имале и средби на кои ја договарале таа соработка. Очекуваме да дознаеме одговор од основното јавно обвинителство. Ако има прашања, повелете. Само ова од јавно објавена слика, имате некои други конкретни сознанија или докази кои ги покажете? Значи, на веб страната на Меѓународниот сојуз Скопје е објавено соопштение, јас го имам вака испринтано, во кое јавно стои дека донација во висина од 1 милион денари средства од буџетот на општината, како и од други донатори, се дадени на проекти за помош на Меѓународниот сојуз за одредени баратели во таа општина. А можеме да слушнеме изминатите денови во јавноста дека низа луѓе даде пари во Меѓународниот сојуз за одредени проекти кои никогаш не се реализирале. Поради тоа јас прашувам, не обвинувам, ниту осомничувам, кај нас постои сомнение дека можеби овие средства се дадени со цел да се процесуира од прекршочно, делото да се смени во кривично и ние да бидеме кривично гонети за случувања. А пак ако гледате од друга страна, за други протести што се случувале во градот Скопје, од шарената револуција, протестот пред градот Скопје биде процесуирани во најголем дел како прекршочни пријави, за разлика од нашиот случај, каде што на протестите не се случи ништо поразлично од шарената револуција, од протестот во градот Скопје, а не го надкривично. Поради тоа кај нас постои сомнение дека и овој случај на СЈО е инфициран од случајот рекет.